И поздрав екипа, добре дојавте во епизода 16. Повеќето трейдери губат пари не затоа што имаат лош ентри. Затоа што 90% од случаите не знаат кога нивниот трейд е веќе погрешен пред него што стапил на сила. Маркетот може да ти покаже дека идејата е невалидна. Но како? Ако не знаеш да го прочиташ тоа, ќе останеш губитник. Во ова видео ќе научиш што представува trade invalidation. Како маркетот покажува кога си во грешка. Каде точно треба да биде стоп лосот и како професионалците излегуваат брзо од лош трейд. Ова е концептот за денешната лекција и епизода. Ќе започнеме со тоа што ни представува trade invalidation. Ова запишувајте го, бидејќи е битно. Trade invalidation е моментот кога нашата или твојата трейдинг идеја повеќе не е валидна. Кога ќе кажеме дека трейд идејата повеќе не е валидна, не е само стоп лосот во прашање, него тоа значи логична точка каде маркетот покажува и докажува дека анализата е погрешна. Пример. Ако имаме анализа дека маркетот ќе направи hard high, односно hard low, тоа значи дека продолжува према горе. Invalidation е брейкот на тој low. Ова запишете го. Па ќе ви покажам практично. Добро. Доколку имаме движење на цената, значи дека се наоѓаме во аптренд. Супер. Тоа што го имам учено од претходно, знаеме дека кога ќе видиме
вакво движење на цената, каде што имаме low, high, импулс, higher, корекција, lower, higher low и повторно имаме higher, чекаме повторна корекција на цената, каде што би бил нашиот entry за тест на previous higher или негово брекнување. Ајде да ги напишеме овие за да знаеме за што точно станува збор. Имаме дно врв, потоа имаме повисоко дно, па имаме повисок врв. Па повторно повисоко дно, па повторно повисок врв, тоа што ни ја означува целата структура на цената дека се наоѓаме во аптренд, како што рековме, а негде во оваа зона би бил нашиот entry. Каде се наоѓа нашиот invalidation? Нашиот invalidation се наоѓа на овај low. Зошто? Бидејќи доколку цената на пулбекот продолжи и го брейкне овој лоу и ни даде само пулбек до него и повторна сила према доле, ова значи дека мојата идеја за продолжување на самиот трейд е погрешна. Доколку се случи само ова. А доколку имаме корективен пулбек со оставање на swing low, да знаеме дека цената нема да оди повеќе према доле, односно да имаме ретест на истиот теобит, односно на пулбекот кој е направен, само тогаш може да бидеме сигурни дека трендот продолжува и гаѓаме према горе. Доколку се случи ова, да нашиот лоу биде брейкнат, нашата идеја повеќе не е валидна. Затоа многу луѓе мислат дека ентрито е најважен. Но професионалните трейдери мислат дека контролата на ризик е најважна. Причини за тоа се бидејќи доколку немаме invalidation, нема да имаме ризик менеджмент. Доколку немаме invalidation, нема да знаеме колку ризикуваме. Затоа многу од луѓето, односно губитниците на пазаров, ги држи invalidation. Зошто? Типично кажано, маркетот ќе се врати. Но, нажалост, маркетот оди уште 100 или 200 пипови против тебе. Invalidation ја штити психологијата. Бидејќи кога знаеш каде си погрешил, нема емоции, нема надеж дека маркетот
ќе се врати. И најважно е дека нема паника. Само што треба да направиме е exit од трейд. Исто се случува лоши навики на некои трейдери кога имаат поставување на стоп лосот рандом. Зошто викам рандом? Да речеме, имаме движење на пазарот и цената очигледно не најавува дека ќе оди према горе, бидејќи пазарот се движел, сме добиле double bottom или close lows, имаме break на previous high, pullback корективен, уште еден break of structure. Што се случува кај поставувањето на стоп лосот на лош начин? Да речеме дека се случило ова. Добиваме pullback. Супер. Трейдерот влегува во buy позиција. Ќе го извршим само секунда. Трейдерот влегува во buy позиција и стоп лосот го става веднаш под entry. Но што одлучува да направи маркетот? Не секогаш на првиот pullback ќе го добиеме посакуваното движење. Маркетот одлучува да ти даде некаков профит и овде вика, добро, ќе се врати сега повторно и само добиваш стоп лос трап на ова дно и повторно продолжување на самиот тренд. Затоа ова во овој случај не е invalidation. Ова е само лошо поставен стоп лос. Правилниот стоп лос треба секогаш или најчесто да биде поставен под или над liquidity, под или над swing, под или над order block и под или над структура. Во овој случај 85% до 90% вашиот стоп лос нема да биде допрен. Продолжуваме понатака. Ова, доколку го запишавте, ќе можам да го пргнам. Исто и ова запишете го, па да продолжиме.
Имаме следно видови на invalidation. Structure invalidation. Пример. Higher low добива break, можност за промена на тренд. Имаме liquidity, invalidation, доколку liquidity не се задржи, претежно маркетот продолжува во спротивен правец. Имаме time invalidation. Пример за тоа е трейдот не оди во твоја насока долго време. Да речеме, сме имале трейд во Лондон, сме добиле можност за позиционирање, но немаме движење на маркетот. Во такви случаи, најдобро е да излеземе од самиот трейд, бидејќи можеби нашата идеја е невалидна за таа сесија, па чекаме отварање на следната сесија или доколку увидиме дека денот е со слаб волумен, најдобро е да не тргуваме. Ќе го запишеме и тоа. Добро. Следно имаме momentum invalidation. Овде се случува наместо displacement маркетот се движи странично или sideways. Што се случува во овие случаи, односно што значи ова? Тоа значи дека нема институционален интерес. Односно, големите сили не се моментално во присутни на пазарот, па нема некое сијако движење. Овие се 4 видови на invalidation, може да си ги запишите, па да продолжиме понатака. Добро.
Следно што сакам да го објасниме, односно да го кажеме, е кои се најголемите грешки кога се наоѓаме пред чарт, а ни се случува маркетот да тргне против нас. Најголемите грешки кои ги прават трейдерите се поместување на стоп лос, размислувањето на трговецот. Ќе му дадам уште простор. Лошо. Не го практикувајте. Следно, немаме invalidation. Тоа значи entry без план. Емоционална нестабилност. Како што го спомнавме претходно, маркетот ќе се врати. Маркетот никогаш не се враќа, него мислам дека имаме научено према каде маркетот најчесто цели. Така да запомнете, добриот трейдер не е оној што секогаш е во право. Добриот трейдер е оној што брзо признава кога направил грешка. Затоа trade invalidation е тој што ги штити капиталот, психологијата и долгорочната конзистентност на маркетот. Ви посакувам успешна недела, бидете поздравени до следна епизода.